Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во моментов сме среде најголемата здравствена и економска криза, каде што секојдневно броиме починати, а Зоран Заев и владата се расфрлаат со луксус. Зоран Заев завчера си ги објави платите на своите кабинетски советници, што мора да признаеме покажува невидена дрскост, ароганција и практично им се смее во лице на граѓаните. Најпрви не се објавени сите плати на сите советници, а не се објавени ниту платите на националните координатори кои што ги постава Зоран Заев за да има примирје во својот кабинет од сите оние кои што останаа без функции. Почитувани, Зоран Заев го советуваат дури 23 советници кои земаат плата над 55.000 денари. Вкупната сума што се дава месечно за нето плата за овие советници на Зоран Заев секој месец изнесува над 20.000 евра. Годишно од државниот буџет и од буџетот на граѓаните за плати на овие кабинетски советници на Зоран Заев се двојат над 240.000 евра. 240.000 евра годишно за 23 луѓе кои што се нарекуваат советници на Зоран Заев. Во ова време, кога граѓаните живеат со 2 евра дневно, кога Република Македонија тоне во сиромаштија, кога државата е најзадолжена до сега и е во ризична зона, кога над 40.000 ученици не можат да следат онлайн настава, само заради тоа што нивните родители немаат доволно услови да им обезбедат IT технологија, еден советник на Заев зема секој месец над 55.000 денари. Толку од штедливоста на Заев, бидејќи единствено гледаме луксус и расфрлање со парите на граѓаните. Никој не знае дали и колку инвестиции донел Љубе Бошковски како советник на Зоран Заев за странски инвестиции, иако граѓаните и самите знаат дека не донел ниту една инвестиција, ниту пак воопшто извршил разговор со било која странска компанија. Никој не знае што работи, например, поранешниот протокол на Зоран Заев, господја Хаджиевска, која е советник за меѓународни односи, зема плата над 55.000 денари, а од меѓународни односи гледаме само гафови на погрешени знамиња, буквално на секоја средба, каде што самите си ја брукаат државата и македонскиот народ и дури граѓаните се срамат од нив. Дополнително, кога Зоран Заев и кабинетот имаат намера да ги објават платите на националните координатори кои што ги постави Зоран Заев и нормално колку се наброи. Кога ќе видиме отчетност што сработиле националните координатори заедно со овие кабинетски советници. Почитувани, додека нема услови низ болниците да се лекуваат болните, Зоран Заев троши стотици илјади евра на нето плати за своите советници кои, како што можевме да видиме, ништо паметно не го советувале изминатиот период. Благодарам.